Како се вапсуваат јајца со природни бои добиени од земјоделски производи, учеа младите во градот. За добивањето на боите, но и техниките на украсување на великденските јајца, обичаите, традицијата научија повеќе од старите искусни домакинки, штипски пензионерки, кои се она што го научиле од нивните мајки и баби им го пренесоа денеска. Велат треба да знаат како порано се вапсувале јајцата. Ги вапсавме јајцата така како што ќе ги намокриме во чаша, ќе ставиме лист на нив, ќе ги ставиме во чорап, ќе ги замотиме, ќе ставиме ластиче за да не избега. Потоа ги ставиме да се варат за да излезе формата на јајцето. Вака вапцувале нашите баби. Мајките како вапцуваат? Мајките вапцуваат со бојата. Како е подобро? Подобро е овака, бидејќи на природен начин. Втора година поред Штипскиот завод и музеј во соработка со Сдруженијето на пензионери организира ваква работилница. Целта е младите да научат, но и да ја продолжат традицијата. Ќе добиеме на розова боја од зелката, а од цвеклот ќе добиеме лилјакова боја. Од морква се добива жолт, ваква протокалова боја. И со се природно се е, и со кромит лушпа. Ва е старовремска традиција. Треба да се продолжи. Во поново време се користат многу вештачки бои, кои во одредени ситуации може да бидат и штетни. Музејот во Штип како проект на Министерството за култура веќе втора година организира проект обука на децата за традиционално вапцање на јајца со природни бои. Целта е да се продолжи традицијата и да се види како во минатото на ваков начин се вапцале јајцата. Денешната работилница се организира пред утрешниот празник Велики четврток, кога рано наутро пред изгрејсоци, по обичај домакинките за Великден, вапцуваат јајца во црвена боја.